Благодарам, председателе. И јас некако би прво ќе се трудам што е можда конкретен да бидам во излагањето, а би продолжил таму кај што на некој начин застанавте и вие и преходните дискутанти. Бидејќи мене навистина не ми е јасно зошто се дозволува и колешката како предлагач и овдека како пратеници да доаѓаат во ваква ситуација да одговараат за грешките на некои други. Зошто? Ќе објаснам. Бидејќи не станува збор за дополнување. Не станува збор колешка како што рековте измени или појаснување. Најмалку пак иницијатива од трговците. Станува збор за типична грешка на извршната власт. Овде станува збор за немање слух на владата. Немање слух за експертите, немање слух за пратениците, најмалку за опозицијата. Конечно, не може никој да ме увери дека мојата почитувана колешка од другата страна, која што потекла од изречито туристичко место, од Охрид, колегата другиот, дека не биле запознани со овие работи, дека не укажат. Тврдам дека укажат. Уште тогаш. Може би им било непријатно кога пратениците на ВМРО ДПМН укажуваа на сите овие работи дека ќе се случат, може би тогаш не истирале, но знаеле. И уверен сум дека укажале на владата. Била немала слух и повторно демонстрирала ароганција, вклучително и на оние што директно ја поддржуваат и го носат најголемиот терет. И наместо сега да биде тука представник од владата, односно министерот, па со него директно да укажеме за некои работи, сега детали за законот сте приморани меѓу себе овдека да ги дофрламе, да прашуваме и да имаме половишни или нецелосни одговори, што може да ни предизвикаат дополнителни несогласувања меѓу нас. Што може да ни се пресликаат и во понатамашната работа на ова тело, кое што достига и коректно водено и има квалитетни расправи. Но можеме да идеме исто ред. Значи, беше кажано дека ова следи. Во еден момент е прва, втора, трета иницијатива. ВМРО ДПМН искаше со предлог закон, со кој што овие негативни укажувања, или како рече председателот, ќе користам и неговиот термин, да не бидам погрешно сватен, позитивната грешка, која што претходно беше укажувана, преточена во текст на законско решение. Неколку недели пред да дојде ова решение, идентичниот текст, мислам дека идентичните најголемиот дел од одредбите се тука, каде што тие позитивна грешка се имаше начин како се надмене, многу пластично, многу практично, својствено, искуствено, од луѓе што знаеле, што биле сконтактирани. Тоа се отврла, да имаме некоја недела потоа решение кое што доаѓа од група на пратеници. Чисто, само ради пиар и политика. Ова не е за политика. Ова е решение кој што имаат реален проблем граѓаните. Сите ние доаѓаме од средини, од каде што укажуваме. Има многу работи кои што навистина се несвојствени. И ова не се случува само за овој закон, да се разбереме. Вакви типични, ова е типично за оваа влада. Серија на закони ги имаме, каде што едноставно не се замарат. Немаат однос испрема критички мислења, испрема второ мислење секундарно. За жал, ниту спрема оние што после се приморани да ги бранат половични, неиспланирани или квази решенија. Исто како што и овдека сега ќе најдеме многу работи кои што стојат. Поред идеме. Не знам како сум со време, ќе ми укажете, ве молам, ако случајно отидам, се трудам. Сакате да ми кажете дека на иницијатива на трговците било 2% наместо на градинки да отидат во фонд. Не се разбира дека не се. Или пак вие дека се разбудивте едно утро и велите во Охрид чекаат 200 и 250 деца, ќе ми справите, Лидија, ако дадам погрешен податок, деца за сместување. Нема потреба, таму е решен проблемот, ќе ги упациме ќе ги префрлиме на сметката на фондот. Колку пари се овие 2%? Еве за оваа непријатна ситуација зборим. Како праш кажете ми колку се овие 2%, да направиме проекција и имаме буџет сега ребаланс за кратко. Кој е фондот? Кој го раководи, каква програма има? Што обавува дејност? Ништо немам од тоа. Може би јас подоста дојдов како пратеник, ама јас сум уверен дека не знаеме. Ниту кој ќе понесе одговорност, ниту како се трошат парите. И тоа ве ставаат во непријатна ситуација, бидејќи не е единствен фонд што е во ваква ситуација. Утре имаме пратенички прашања, ќе збориме малку и за фондот за животна средина.
каде што имаше исто таква една измислица, каде што се пренаменуваат пари од трговијата, директно маркетите што и засега, во еден непостоешки или не знаеме како што функционира фонд. Исто е овој. Еве, дајте ми барем информација за ова подешно. Мене се извинувам, колешко Штедешка, многу ми е непријатно што кон вас морам да се обратам, но вие сте предлагачот. Ве ставиле во таква ситуација. Кој се цели тот фондот? Што очекуваме таму да испане? Можеме ли да мериме нивната работа? А од друга страна знаеме дека децата чекаат за градинки. И тоа не е материја која што е од вчера. Грижата за добра социјална заштита, изградба на квалитетни градинки, добри програми, одличен кадар и капацитети е од значење исклучително важно за сите нас. Ја не верувам дека постои пратеник, влада или министер кој што немал добри залагања до сега да се подобри ситуацијата на тоа поле. Но не е така и сега. Ради политика се тргаат средствата од изградба на градинки, што било предвидено како добро решение. Верувам племенита мисла била допред. Значи, додека не изгубија власта на локално ниво, тоа беше добро, сега одеднашка не е добро, сега немаме проблем. Се разбира дека има проблем и нема да се реши преку ноќ, но ќе се реши. И ја верувам дека ќе биде посветено. Но тоа не е начин. Ако не ми верувате, прашајте го Министерката за труд и социјала, зошто не се одобруваат согласности за вработување дури по основ на пензионирање. Еден вработен оди во пензија, не се дава согласност за пополни неговото место. По дефиниција веќе 20 или 30 деца во една предметна градинка остануваат или на листа на чекање, или со недоволна нега, ниту пак со доволно квалитет во работата, за кое што верувам дека сите се залагаме. Поентата ми беше дека ова не е случајно, ова не е превид, ова е тенденциозно. Свесно сака се наштати на собствените граѓани, на оние што не плаќаат, на оние што кои се полни буџетот, само за некои несфатливи, не знам, теснопартиски видици или дејанија. Да отворим уште една дискусија ако сакате. Имаше точно, председателот рече дали има амандмани подесено. Еве комисиски амандман, бидејќи рековте имавме и ние и со трговци, и со други граѓани, и со туристи. И туристите беа во непријатна ситуација, бидејќи нема каде да се набават. Дали некој од трговците ви укажа дека има потреба за оваа штета што направи државата врз директно погодените, што рековте вие, кај што е утврдена позитивна грешка, надомесна штета по основ на изгубена добивка. После му вие 2% кои ќе добиеме износот за кој што се означи, дајте да пресметаме. Бидејќи утврдено веќе дека е грешка, тие луѓе работеле период X, имале просечен профит од работата Y, да видиме колку штета претрпеле, па сега со ребалансот да направиме еден заеднички амандман со цел директно да им помогнеме на луѓето бидејќи претрпеле штета. Во време на ковид, во време на други три официјално прогласени кризи кои што истата оваа држава, истата таа влада не ги работела како што треба, па да имале нормални услови за работа. Еве, дури во услови на 4 кризи да пресметаме изгубената нивна добивка и да им ја исплатиме на директно засегнатите, што вие ги тангирате и стриктно ги наведувате во текстот на законот. И конечно, еве за крајот, повторно, јас се извинувам, навистина ми е непријатно кога што се обраќам, но еве кажете ми за рокот и природните одредби во член 1. Викаме пропишани со закон, со кој закон? Последниот ред. Член 1 во препоследниот ред. Ниту имаме природни одредби, ниту имаме рокови кога тоа ќе се примени. Може би јас лошо го доживувам, но повторно ќе кажам, овој закон треба да надмине на неправда што има граѓаните и малиот бизнис, најмногу тој беше засегнат, но не сте вие оние што треба ги одговарат овие прашања. И за работите кои што беше поставено, и за ситуацијата што не доведе во оваа состојба, беше министерот, владата и тие треба да одговараат на оваа ситуација и да се справат со последиците. Ви благодарам. Благодарам, почитуван